2019 година со колегата Дејан Андоновиќ и анализата на случувањата на Балканот и во светот ја отвораме со неколку теми. При тоа има неколку случувања. Дејан, пред се здраво, нели, во оваа 2019 Добар ден, ајде, среќна нова година, поуспешно да е од претходните. Така. Косово е се уште актуелна тема, така го затворивме последното студио, би рекол, во 2018, сега така го отвораме. Косово е се уште актуелна тема. Актуелни се случувањата во Бања Лука и секако оно што се случува во САТА, тоа е делумната затвореност на владата, односно неможноста да се работи поради барањето на Трамп за изградба на зидот и парите. Нели? И да го значиме дека од денеска и официјално демократите имаат предност, поголем број нели на своји представници во представничкиот дом од републиканците, што пак е го изанализираме подоцна, многу може да му направи проблеми на Трамп. Бања Лука, жешка тема која што на некој начин може да кажеме дека го запали Балканот за сите оние. И ги одбележа овие новогодишни празници, иако и покрај тоа што нова година е негде секаде во светот, па некако имаше смирување, Бања Лука беше можеби најударна точка во регионот, па и во светот, бидејќи тамо и на 31 и на 1 и на 2 и денеска се одвиваат протести, се одвива судир на граѓаните со полицијата, апсења, бегства и така да Бања Лука се чини дека поприма поголем публицитет од што се очекуваше. Кога почна сето тоа се работи нели за смртта на Давид, таа смрт, мислам тој беше пронајден мртов, да потсетам, уште во март, на почетокот на 2018 година, но токму сега како да е темпирано да почнува да зима се поголем и поголем замав. Пак ќе повторам, после 7-8 месеци од неговото убиство, таму се случува и избори. Тие протести започнаа пред почетокот на изборите, подоцна се смирија, а сега изминативе, би рекол, месец дена поприма се поголем и поголем замав, све повеќе и повеќе луѓе во Бања Лука излегуваат на улиците да дадат поддршка за барањето на родителите на Давид да се расветли тоа убиството на нивниот син, не само во Бања Лука, туку тоа почна да се шири и во Србија, имаше протести во Нови Сад, имаше протести во, ми се чини, Врање или Лесковец, така да полека, но сигурно и покрај новогодишните празници, барањето за правдата на Давид, како што тоа го велат поддржувачите на овие протести, е се поголема и поголема. Токму истрајноста на родителите на Давид ќе го кошта таткото, за кој што е распишана потерница. Да, тој беше уапсен, па пуштен, па повторно излезе на протести, за да на крај тој уште 5 мина се дадат во бегство, бидејќи властите на Република Српска издадоа налог за негово апсење. Оно што е последно беше обвинувањата на властите во Бања Лука дека тој се крие во амбасадата на Велика Британија во Бања Лука, меѓутоа амбасадата тамошна демантираше дека Давор, таткото на Давид, се крие таму. Откако е тој во бегство со тие 5 мина, протестите некако ги презеде неговата мајка Сузана, мајката на Давид или сопругата на Давор, која денеска и вчера и денеска на нивниот централен плоштад Крајна, ми се чини дека се вика, излегува со палење на свеќи. Денеска се обидува да се соберат повторно. Последната информација дека властите на Република Српска забранија масовни собирања со цел да се намалат тие нели судири со полицијата, бидејќи пак ќе потсетам и покрај новогодишните празници. Таму дури ради тие протести беше откажано и традиционалната прослава на Нова година во Бања Лука, зборам на плоштадот, со цел да се намалат тие јавни собирања и да се намалат тензиите, кои очигледно од ден за ден се поголеми и поголеми. При тоа на тие протести излегува да даде поддршка пратеникот на Собранието во Република Српска Драшко Станивуковиќ, кој што потоа е уапсен. Може ли неговото апсење да предизвика уште поголеми протести на некој начин, што би довело и до немир, можеби? Вака, први мораме да објасниме што се случува, барем оно што е достапно како информација. Давор е убиен во март 2018 година, односно е пронајдено неговото безживотно тело во реката Црвеница, ми се чини, удавено. Подоцна,
во истрагата беше, според тамошните власти, тој беше пронајден удавен во реката со присуство на наркотични средства и дрога и алкохол во него. Оно што е спорно за родителите на Давор Драгичевиќ е тоа што Давид Драгичевиќ, се извинувам, и татко му Давор и Сузана, е тоа што првин телото е најдено демек во водите, а кога го нашле било на суво, значи немало можност како да се удави. Таа река и не е нешто многу длабока како што имаме информации. Втора и спорна работа за неговата смрт е како тоа утврдиле дека во него имало ЛСД и кокаин или хероин, не знам што точно беше во истрагата, кога според тврдењата на неговите родители во лабораторијата во Бања Лука не постои таква лабораторија каде што може да се утврди таков тип на присуство на супстанци, што им подгреа сомнежи дека можеби нивниот син е убиен токму од властите во Република Српска. Тие го обвинија Додик, односно тамошното раководство, дека Давид, се извинувам, наводно студент, 21 годишен студент по електротехника и врвен хакер, успеал да дојде до некој код за да дојде до огромна сума на финансиски средства кои биле направени тие средства од нелегална продажба на оружје за потребите на властите на Република Српска. Од кога тоа он, според дивното тврдење, пак велам, адвокатите на родителите на Давид, откако тој е нашол шифрата, бил повикан во една од дискотеките, бидејќи таа шифра ја имал во неговиот лаптоп, го викнале наводно во дискотеката, после мала тепачка, тој избегал и го ликвидирале. Пронајден е лаптопот покрај неговото безживотно тело во реката и тој лаптоп се наоѓа во полицијата, така да одбраната на родителите на Давид бараат лаптопот да се види што точно Давид и до колкави финансиски средства дошол. Од друга страна, властите на Република Српска обвинуваат семејството на Давид дека наводно зад семејството на Давид стојат разузнавачки служби, пред се ги обвинија Велика Британија, па дури и Хрватска, дека го злоупотребуваат убиството на детето, односно смртта на детето, дека всушност за тоа стои обид на западните сили да ја дестабилизираат Република Српска и да таа престане со нејзиното постоење. Со повлекувањето на Додик во Сараево, кој беше синоним за она Република Српска која сака да се присоедини кон Србија, практично според тврдењата на властите у Бања Лука сега на удар е Република Српска, па и Србија, за да се дестабилизира и конечно Република Српска да влезе во тој и официјално како втор ентитет, да биде во Босанската федерација, но да нема своји оние автономни права кои ги има сега. Така да Додик денеска излезе и рече дека петмината пребегани меѓу кои таткото на Давид Давор, сушност бегаат од последиците на законот, бидејќи не успеле да го изведат тој пуч за кој се обвидети. Особено што после 8 месеци од убиството на детето, дури сега тоа некако се актуализира. Да, дефинитивно има многу неразчистени прашања и перипетии околу овој случај, па налики на филмско сценарио. И она што го споменавме, Балканот, односно регионот, не мируваше за новогодишните празници, иако можеби мислевме дека во студиово ќе имаме разговори од регионот и од светот, можеби на малку поветри теми, но еве тоа што е така, да. Но добро, само да напоменам пред да влеземе во интрото, односно онаа следна тема, дека како влез за следното прашање се отворени почитувани нашите телефонски линии. Слободно може да се јавите на, верувам, добро познатите телефонски броеви, ги гледате и на вашите екрани и да го дадете на вашиот став околу она што сега следно ќе го дискутираме, а и тоа како предизвика внимание во јавноста. Андоновиќ, еве и од косовските власти и од албанските се вели, особено она на Рама, дека ќе се укинува, нели најпрво косовска албанската, веќе не постои, меѓутоа и дека 2019 де факто. Така, и меѓутоа како што најави Рама, и следни границите со соседите. Токму ќе го се вратиме на претходната тема. Токму едно од обвинувањата на властите во Бања Лука, па и самиот Милорад Додик, е дека откако Албанија најавува дека нема да има граница со Косово, а западните, нели, поддржувачи на косовската независност стравуваат дека Република Српска по ист принцип ќе укине административната граница со Србија, па токму затоа тоа е една од причините зошто се обидуваат да направат државен
удар во Република Српска, да се тргне тоа раководство предводено од партијата на Милорад Додик и конечно Република Српска да се биде еден обичен ентитет во Босанско-Херцеговската федерација. Што се однесува до другото прашање, Рамош Харадинај, премиерот на Косово, на 29-ти по состанокот со албанските солидерите на Република Албанија, изјави помпезно дека од денеска веќе не постои граница меѓу Албанија и Косово, дека таа административна граница нема да постои, дека граѓаните од двете држави ќе може да преминуваат граница со лична карта, а дополнителна тензија на целата таа приказна ја даде новогодишното обраќање на албанскиот премиер Еди Рама, која потврди таа изјава на некој начин, но и додаде дека по Косово во наредниот период Албанија ќе следува и слично укинување на границите кон другите соседи, како што се Црна Гора, Грција и Македонија, дека и тоа ќе трае се до интегрирањето во Европската Унија. Но ја морам да потенцирам дека во својата изјава се огради па рече по шенгенските принципи, за да остави простор дека можеби он алудира на тоа дека кога ќе влеземе сите во Европската Унија ќе немаме никакви граници, туку ќе биде под шенгенски принципи. Се разбира, ова не го разбира така Белград. Нас не спомна. Да, реакциите во тој однос ги имаше експресно. Белград обвини веднаш експресно, па и денеска, тоа е многу актуелна тема во Србија, дека зад интеграцијата зад овие изјави, Албанија и официјално ја потврдува својата заложба и стремење кон формирање на голема Албанија, нешто што е недопустиво според Белград и според меѓународното право, и особено што според обвинувањата на Белград, Албанија сака преку ноќ да ги интегрира државите, така да добие граници на голема Албанија и така да се интегрира во Европската Унија. Оваа реторика, сега што ја споменавме, особено од официјален Белград, не е непозната. Кога станува збор за албанско-српските односи, постојано се потенцира. Меѓутоа, еве, хипотетички иземено, не сме на чисто спомена и ти точно што се мислел Рама. Па добро, политичарите даваат двосмислени изјави. Да, тоа не е нешто ново. Меѓутоа, што би значило? Би имало некои последици, позитивни или негативни, во однос доколку во следниот период навистина се случи тоа бришање на границите? Вака, според мене лично тезата дека сите ние во регионот кога ќе се интегрираме во Европската Унија ќе немаме граници меѓу нас држи. Меѓутоа кога ќе се интегрираме, во изјавата на Еди Рама е заложбата на Албанија да ги укине тие граници кон соседите врз основа на шенгенските принципи. Но сега мене не ми е јасно, или барем можам да изанализирам, доколку Албанија влезе пред нас во Европската Унија, а ние не влеземе во Европската Унија како Македонија и како Косово. Ајде, Грција е во Европска Унија и Црна Гора исто така не е во Европска Унија. Дали тогаш Албанија ќе ги остави тие граници, бидејќи тогаш па нас ќе ни одговара да немаме граница кон Европската Унија. Повторно ќе кажам, политичарите се склони кон давање на двосмислени изјави, секој да си ја толкува како што сака, но пораката е пратена. Според мене, пораката е дека Албанија и Косово нема да имаат меѓу себе граница. За нас не можам да протолкувам се уште, бидејќи повторно ќе кажам, доколку Албанија влезе во Европска Унија, а ние не. Ние ќе имаме поголем ќар како Македонија, бидејќи ќе немаме граница кон земја членка на Европската Унија. Ми се чини дека ова дигање на дополнителни тензии се со цел да се добие подобра преговарачка позиција на Косово во засега пропаднатите преговори меѓу Белград и Приштина. Но повторно ќе кажам, Белград ова го толкува од друга страна. Белград денеска излезе и рече дека бришењето на границите меѓу Албанија и Косово всушност е опит да се анектира српска територија од страна на Албанија, алудирајќи дека Косово е се уште српска територија. Дека е комплексно прашањето, особено чувствителноста на ова прашање, отворање на границите и како што рече српска територија да биде дел од Албанија и Косово, тоа е несомнено дека е доста чувствително прашање, но де факто постои еден вид на отвореност на границите, ако се земе во предвид дека изминативе неколку години беа постигнати билатерални договори скоро со сите соседи, па така македонците можат денеска и во Албанија, и во Србија, и во Црна Гора, Косово, па сега и во Босна и Херцеговина само со лична карта да... Па по Европа без граници, веројатно следно е Балкан без граници, што е многу позитивно и добро. Но јас пак ќе повторам, изјавите на политичарите се секогаш некако двосмислени, не може да толкуваме и овака и така. Да, затоа велам, дали овде пак можеби постои еден вид на
стравување дека таа отвореност на границите ќе им помогне во организираниот криминал на подземјата може? Јас ќе зборувам за проблемот со Косово, за другото не можам да зборувам бидејќи таа ситуација воопшто не е ни развиена за евентуално да ја анализираме. Што се однесува до Косово, стремежот сите албанци да живеат во една држава е идентичен како што и стремежот сите срби да живеат во една држава. Повторно ќе кажам, обидот и изјавата на Харадинај, и изјавата на Еди Рамаги, според моје толкување, е обид да се направат што подобри, појаки преговарачки позиции во пресред на најавените продолжување на преговорите меѓу Белград и Приштина, кои во моментов се пропаднати, но за да потсетам дека Доналд Трамп, американскиот претседател, упати писмо и најави и се заложи лично во посредување на преговорите меѓу Белград и Приштина, а јас верувам дека секогаш кога еден американски претседател ќе упати порака дека сака да посредува, веројатно има и план како сето тоа да заврши и конечно се затвори косовското прашање. Во пресред на тоа ние регионално што гледаме? Обид на Косово и Албанија да ги зацврстат позициите околу идните преговори, а од друга страна ово што се случува во Република Српска, па не го прокоментиравме и во Србија, каде што траат повеќе месеци протестите на опозицијата, стоп на крвавите кошули предизвикани од претепувањето на лидерот на српската левица во Белград. Беше нападнат од непознати сторители. Барем според оние толкување, сега е борбата на овие две, да кажеме, конфронтирани страни, кој подобро ќе фати подобри преговарачки позиции за кога ќе дојдат преговорите со посредство на Трамп, па и со Бриселскиот договор, каде што Европската унија се зафати за да ги организираат тие преговори, двете страни имаат подобри преговарачки позиции, бидејќи косовското прашање ќе мора конечно да се реши оваа година. Го споменавме Трамп и ова е една неизбежна тема, особено последниот период. Спомена и ти на почетокот околу мнозинството на демократите. Има изјава последно Трамп дека таа делумна блокада на владата, како што вели, останува се додека е потребно. Па се уште се блокирани институциите во федералните институции во Соединетите Американски држави. Ние во студио нели тоа го коментиравме како резултат на несогласувањето на представничкиот дом со барањето на администрацијата на Трамп и Трамп лично да се одобрат 5 милиарди долари за тој фамозен ѕид кон Мексико, со цел или да се спречат имигрантските влезови во Соединетите Американски држави. Администрацијата на Трамп не попуштаат ни демократите во представничкиот дом, но и одредени републикански конгресмени и сенатори кои и покрај тоа што Трамп е од нивната, да кажеме, партија, сепак не се согласуваат со неговите радикални мерки да се направи тој огромен ѕид кој чини 5 милиарди долари. Демократите се имаат поголема предност во моментот, бидејќи од денеска како резултат на оние избори кои се случија пред 2 месеца, сега имаат и мнозинство во представничкиот дом и тука ќе може да го блокираат Трамп по сите можни основи за кои они сметаат. Едно од најавите е дека ќе се зголемат истрагите за руската афера околу доаѓањето на Трамп во Белата куќа. Исто така не се исклучува можност да се иницира и така наречен импичмент, што и покрај тоа што има уште 2 години до крај на мандатот, сепак би било и срамно, а можеби и ќе влезе во историја Трамп доколку тој импичмент биде организиран на нецелосен свој претседателски мандат и евентуално го добие. Исто така откритија за даночни проневери за што е обвинуван Трамп и блиските луѓе околу него, така да ми се чини дека Трамп не успеа да искористи шансата до денеска, кога имаше предност во представничкиот дом, да ја истурка приказната околу ѕидот со Мексико, така да сега ќе мора веројатно да се соочи со уште неколку напади, овие што ги реков, што сигурно ќе му влијаат врз и претседателствувањето и врз неговата понатамошна претседателска кариера во Соединетите Американски држави. Очигледно дека куќата од карти понатаму ќе има своја разврска со тоа. Да, и ќе чекаме да видиме кој од блиските сега ќе му даде оставка. Кој ќе лобира околу Трампа, кој против. Кога може да се очекува повторен состанок, бидејќи мислам дека е најавено или утре или во почетокот на наредната недела. Иако Трамп вели тоа ќе трае колку што е потребно, меѓутоа веројатно на некој начин се бараат патиштата како
оваа делумна затвореност на федералната влада да... И тие луѓе што останаа без примања, мораме да потсетиме дека околу 100.000 луѓе останаа, немаше како да добијат бидејќи се блокирани, нели, сметките поради блокадата на 25 федерални институции, ми се чини, се блокирани во моментов и таму има околу 100.000 луѓе кои останаа без приходи за нова година и за Божик, за нивниот Божик, така да у наредните денови они ќе се обидат повторно, сепак да подсетам, во Сенатот се уште републиканците имаат предност. Имаат поголем број на представници. Но сепак ми се чини дека Трамп, ова е моје мислење. Може би волјата на републиканците, кои што не сите го поддржуваат во оваа идеја за ѕидот, мексиканскиот ѕид, е клучна за да се постигне овој договор. Ке видиме дали некој ќе попушти. Сега за сега ниту Трамп, ниту демократите не сакаат да попуштат. Особено Трамп кој изјави дека он не попушта денеска и рече дека ќе продолжи да бара начин како да истурка својата, нели, својот каприц би рекол, но ќе потсетам дека тоа ветување на Трамп беше и во време на претседателската кампања, така да ми е чудно малку што се толку изненадени сите дека Трамп се покаже уедно, а дека е материјалист, се покаже дека има чувство за бизнес и се покаже дека оно што го намерил ќе го турка до крај. Од друга страна, ќе видиме како ќе изигра мнозинството на демократите во представничкиот дом, бидејќи повторно ќе кажам, тие ќе се обидат да го дефокусираат неговата, нели, иницијатива за тој мексикански ѕид и планираат да ги актуализираат истрагите околу руската вмешаност, околу разноразни даночни афери, бидејќи Трамп очигледно до сега, барем оно што можеме да видиме по медиумите, и како има зашто да го тератат. Да, во ред, полека, но сигурно треба да го заокружиме овој разговор. Проанализиравме повеќе сфери како и од светот, еве Соединетите американски држави и неизбежниот Трамп во секој случај постојано со нешто бранува јавноста, она што се случува во соседството, секако со Дејан Андоновиќ, нашиот дежурен, ако може така да се каже, колега за анализи од светот, се гледаме повторно утре, а сега почитувани секако ве оставаме за кратко, ќе следуваат вестите на 1Т, па со мене со колегата Чаловски се гледаме повторно нешто пред 17 часот со нови теми и нови секако гости и линковски јавувања.